Пожарот кој пред недела дена избувна во центарот на Штип остави без кров над глава неколку семејства. Оставени на милост и немилост на времето, спијат на отворено или се снаоѓаат самостојно колку што можат да дојдат до корка лепи парче облека. Помош бараат секојдневно, но одговорите на надлежните за нив не се задоволителни. Овој стамбен објект кој изгоре е под покровителство на јавното предпријатие за стопанисување со стамбени делови на објект, а општината нема никаква ингеренција за сместување на овие семејства. Се бара и соодветна документација на лицата за да може да им се понуди помош. Нивните тврдења се дека имаат документи, но истите или изгореле во пожарот или се во предпријатието за стопанисување. Таму живеам веќе 25 години. Преку стамбено? Да, преку стамбено, стамбеното директорот вика измамува дека такво лице вика не постоја, а доаѓаме за килија книги тие за плаќање. И за вода, и за цуријата ми доаѓа таму. И личната карта ми е исто таму, на таа улица. Имам и тоа, кој виката, договор имаме ние. Ам поради во пожарот не можам да најдам ништо. Тука се вика превремено, вика 3 месеца, вика дека да најдеме, вика друго, толку биде. Надлежните пак со сосема спротивно објаснување. Факт е дека во него живеат неколку семејства, неколку што тие кажуваат, него според нашата евиденција има 5 семени домакинства, од кои што само 2 имаат уредна документација согласно законот за домување и уредно ги исполнуваат сите законски обврски, така да имаат соодветна документација врз основа на која што кажано според законот за домување имаат закупокорисничко право. Останатите семејства кои што се збринети таму се на своја рака, или се дивовселени, или по некој основ одамна го изгубиле правото на користење на тие простории кои што ги има од повеќе причини. Некој заради неплаќање, некој заради непоседување на соодветна документација или она што го викаме соодветен акт за доделување за користење на станот. Така да апсолутно стоам за изјавата која што ја давам сега, дека таму законска обврска согласно законот за домување, односно позитивните законски одредби од законот за домување, државата Република Македонија има основ да бара сместување само на 2 семени домакинства. Останатите семени домакинства се без уредна документација, немаат закупоричничко право или го изгубиле и апсолутно од законски аспект немаме право, немаме обврска да им бараме сместување. Од социјален аспект останува одлуката на институциите, како ќе ја прифатат ситуацијата и дали и на кој начин ќе им се помогне на овие семејства. Јас можам да кажам дека ние сме во тек со целокупната постапка, излеговме уште истиот ден. Прво јас лично бев на лице место додека уште се гасеше објектот, потоа согласно моите овластувања формирав комисија која што веднаш непосредно после завршувањето на гасењето на пожарот излезе на лице место, констатираше записнички што се случило. Истиот ден го побаравме и записникот од Министерството за внатрешни работи, бидејќи тој ќе ни биде како неопходен документ за понатамошната постапка, и сите понатамошни постапки кои што ни ги на некој начин налага законот за домување од наша страна се превземени. Локалната самоуправа на општина Штип, Црвениот крст, како и Центарот за социјална работа не се надлежни за решавање на стамбеното прашање на овие лица. Единствено надлежни се владината комисија за стамбени прашања при владата на Република Северна Македонија, која има право на доделување, користење и отуѓување на стамбени објекти.